Добар ден, почитувани гледачи, го следите дневникот на К3 телевизија. Делегација од СОС Детско село го посети транзитниот центар Табановце со цел да се запознае со условите во кои живеат децата бегалци. Тие излегоа со крајен заклучок дека состојбата воопшто не е добра. Во посета на транзитниот центар во Табановце беше делегација од СОС Детско село, на чело со председателот Сидарта Каул, со цел да ја види состојбата на децата бегалци во регионот. Тие претходно били и во другите кампови за бегалци во Македонија, Србија и Грција. Ситуацијата не е добра. Оној кој што треба да живее во ситуација на неизвестност и во затворен, односно ограничен простор, секако дека не може да му биде добро. Ние работиме со деца кои што се наоѓаат во кризи, односно деца кои што се бегалци од моментот на основање на нашето село. Се обидуваме малку да ја подобриме нивната ситуација и тие да се чувствуваат барем малку како дома, но не е лесно, гледате во какви услови живеат и во изминативе 2 месеци рутата се затвори, се затвори. Тие се заглавени на едно место и немаме реално решение за тоа што ќе се случи понатаму. Ние ќе ги поддржиме нив, ќе ги поддржиме децата и младите луѓе во камповите за тие да имаат можност, но важно е владите. Не е важно дали се Македонија, Грција, Србија, Турција, Австрија, Германија да донесат одлуки што ќе биде понатаму. Од самиот почеток на мигрантската криза, СОС Детско село е вклучено со повеќе акции за помагање на децата бегалци. Од почетокот сме тука присутни со ова детско катче во кој што децата може да го разубаваат својот престој тука. Исто така беше поддршка за родителите, а како клучно се покажа и нашиот објект добар во периодот кога температурите беа многу ниски. Со делегацијата од СОС Детски села Интернационал, значи беа посетени камповите и во Грција, во Македонија, сега и во Србија. Од она што тие го кажа и другите од делегацијата, посебно и од кампот во Гевгелија и кај нас, дека условите за центри вакви за кампови, мислам дека беа импресионирани за тоа колку се вложило во овој период кај нас и колку се има направено. Секако дека е неблагодарно да се споредуваат овие животни услови со едни вистински животни услови на било кој од нас или пак на секој дете она што го заслужува. Меѓутоа мислам дека ние како земја сепак правиме сите што можеме, сите невладини организации, Центарот за управување со кризи и така натаму. Детско село Македонија во моментов дистрибуира бебешка храна, пелени како и хигиенски средства, а имаат обезбедено и игротека, која во склоп на самиот камп. Тие најавија дека во моментов обезбедуваат и тушеви за подобрување на хигиенските услови. Инаку во моментов бројката во транзитниот центар во Табановце е 923 мигранти, кои се во исчекување за она што ќе се случи со нив понатаму. Млекопроизводителите имаат можност да аплицираат за субвенции за произведено и предадено млеко за последните 3 месеци од минатата година до крајот на април годинава. Од подрачната единица најавија дека наскоро започнува и програмата за финансиска поддршка за земјоделството за 2016 година. 930 млекопроизводители од Куманово, Липково и Старо Нагоричане аплицирале за субвенции во подрачната единица на Министерството за земјоделство, водостопанство и шумарство. До крајот на рокот, до 30 април 2016 се очекува да аплицираат 1300 стучари. Според статистиката на подрачната единица, најголем процент, односно 80% од сточарите произведуваат кравјо млеко, а само 20% предаваат барање за произведено и предадено козјо и овчо млеко. До сега во Кумановскиот регион за трите општини, значи за општина Старо Нагоричане, Куманово и Липково, производителите на млеко што ја предават млекото во производни капацитети, до сега имат аплицирано негде 85%. Значи, овие денови се очекуваат и тие останатите да ги доставуваат фактурите или белешките што ги викаме и да бидат ажурирани. Во меѓувреме нагласи да утеке започне и програмата за финансиска поддршка за земјоделството за 2016-та, која е предвидена од владата на Република Македонија, при што во начинот на аплицирање има воведено измени, со кои аплицирањето е мошне поедноставено. Ова година им е овозможено, тие можат значи да аплицираат директно од нивните приватни службени мејлови или компјутери или интернет мрежа што го имат,
а можат и кај нас да доаѓат да аплицират, а во исто време може да одат да аплицират и во Агенција за поттикнување на рурален развој. Што со ова сакаме да ги информираме сите земјоделци, малце ќе бидат поолеснати условите. Ова е предвидено за да имат директен пристап до програмата. Придобивките се повеќе кратни, земјоделците ќе добијат директен пристап до програмата, ќе се намалат турканиците во подрачните единици, секој апликант кој го има уредено досието во фарм регистарот ќе може да аплицира и од дома. Наглото затоплување на времето придонесе за појава на болести и плевели на житните култури, заради кои треба да се обрне посебно внимание на нивната заштита. Најчести болести кои што се јавуваат се пепелница и рѓа. Појавата на различни штетници и болести на житните култури ја наметнува потребата од ефикасна заштита со цел осигурување на квалитетно производство, кој што ќе се одвива без престанок и ќе обезбедува задоволителен принос. Во тек е заштита на житните култури од плевели и болести, бидејќи со самото затоплување на времето, плевелите нагло растат и затоа е потребно земјоделците да вршат преглед на своите посеви. Во зависност од видот на плевелите е потребно да се одреди кој вид на хербицид ќе биде употребен за заштита од истите. Исто така приметена е појава на болести кај житни култури, тоа првенствено пепелница и рѓа, па затоа исто така им препорачувам на земјоделските производители да извршат увид на своите посеви и врз база на увидот да се види дали има болести или нема, а со тоа да се преземат мерки за заштита од истите. Пепелница е најчеста болест на житариците и географски најраширена. Секој вид на житарици е нападнат од специфичен патотип од оваа габа. Пепелницата не е неопходна за сузбивање превентивно, но не смее да се дозволи да ја зафати поголема површина од растенијето. Рѓа се јавува редовно на посевите од пшеница. Оваа габа има голем број патотипови, што е важно при избор на ефикасен фунгицид. Болеста се сузбива превентивно или при појава на првите симптоми. Заштита од болести и плевели може да се изврши истовремено, само со едно прскање. Општинската организација на Црвен крст од Крива Паланка организираше крводарителска акција во соработка со Средното општинско училиште Ѓорче Петров, на која 69 гимназијалци даруваа крв. Гимназијалците од завршните години од Крива Паланичката гимназија даруваа крв на акцијата на која беа собрани најмногу крвни единици годинава. Петар Ѓошевски, координатор за млади при Општинската организација на Црвен крст Крива Паланка, информира дека младите од општината досега многу пати ја покажале својата хуманост, па така и на оваа акција во која масовно се вклучија. Радува фактот што голем број од нив денес за прв пат станаа крводарители, а најавија дека планираат да продолжат да даруваат скапоцена течност и во иднина, рече Ѓорчевски. Тој информира дека акцијата е прва за месец април и се реализира во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Истата, нагласи Ѓошевски, е дел од редовната годишна програма за крводарување. Годинава се спроведени вкупно 7 крводарителски акции на кои се собрани 330 единици крв. Следната крводарителска акција на Општинската организација на Црвениот крст Крива Паланка ќе се организира кон крајот на месецот во локалната самоуправа на општина Ранковца. Со цел збогатување на ловиштето во околината на Славишко поле со дивечи птици, Сдруженијето на ловци Славишко поле од Крива Паланка денеска во природа пушти 50 на фазани. Активноста е во рамки на редовната развојна програма на ова здружение во пресред на ловечката сезона која почнува на 1 мај. Со цел да се збогати понудата, како и уловот на ловните терени во атарот на општина Ранковце, со кој стопанисува Сдруженијето на ловци Славишко поле, во природа беа пуштени околу 50 на единки од прелетен фазански дивеч. Председателот на Сдруженијето, Владко Алексовски, вели дека целта е фазаните да се адаптираат во природата и да се создадат услови за нивна природна репродукција, во насока на зголемување на нивната бројка која е во опаѓање во последниот период. Населивме млади јарки, 30 женки фазанки, кои се пред почеток на носење,
и 20 мажјака, значи населивме 50 возрастни единки на фазанска дивеч, се со цел за да овозможиме услови, бидејќи сме на прак на репродуктивниот период, да имаме природна репродукција во нашето ловиште. Бидејќи имаме прекрасни терени и на самото лого на нашето ловешко здружение е фазанот. Од секогаш фазанот бил во големи бројки застапен во нашите ловишта, пред се во полето, во Славишко поле, но од разни причини, намножување на штетен дивеч, нередовно населување, бројката на фазан дојде до некои минимални граници, така да ние имаме и според обврските, а и според нашите желби, имаме зацртано една агенда, фазанот во максимални бројки да го вратиме во нашите ловишта. Во ловиштето се пуштаат и други примероци на ситни и крупни животни. Ова всушност е една од обврските на ловечките здруженија за добивање на концесија. Со новонаселениот фазански дивеч, ловното здружение Славишко поле ги продолжува напорите за збогатување на ловиштето, кое располага со површина од 24.000 хектари, во кое се опфатени 2 локации за ситен дивеч, и тоа во село Петралица и село Оточница и едно за крупен дивеч во село Герман. Здруженијето брои околу 200 члена. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски изјави дека секој кој сторил криминал треба да одговара. Тој се консултирал со правници, од што заклучил дека никој во државата нема можност да прифати или не прифати аболиција. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски изјави дека секој кој сторил криминал треба да одговара. Тој се консултирал со правници, со што заклучил дека никој во државата нема можност да прифати или не прифати аболиција. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски ги информираше новинарите дека партијата во текот на вчерашниот ден вршела анализи и консултации и дека сака уште еднаш да се произнесе по повод пресконференцијата на председателот Ѓорѓе Иванов. Не се сомневаме во неговите добри намери, не се сомневаме ниту во законитоста и уставноста на неговата одлука, рече Груевски. Груевски тврди дека интерес на ССМ е во земјата да има анархија, да има безредие и хаос, но тоа што како што рече не е интерес на граѓаните и на ВМРО ДПМН. Според лидерот на ВМРО ДПМН, наш заеднички интерес е земјата да оди напред, демократијата да функционира, одлуките на фер и слободни избори да ги носат граѓаните. Груевски тврди дека ССМ заедно со Соросовите здруженија и невладини организации и така планираа овие денови да прават протести секој ден со цел влошување на атмосферата и ескалација на состојбите, а со крајна цел одложување на изборите. Тој ги повика ССМ да излезат на избори и да не се плашат од народот. Скопски саем од денеска е домаќин на 6-тиот меѓународен саем за туризам Скопје Travel Market и на 19-тото издание на манифестацијата Денови на образование и кариера. Скопски саем од денеска е домаќин на 6-тиот меѓународен саем за туризам Скопје Travel Market и на 19-тото издание на манифестацијата Денови на образование и кариера. На саемот на туризам Скопје Travel Market 2016 се најавени 60 учесници. Ќе бидат представени туристички дестинации, агенции, туроператори, хотели од општините во Македонија и регионот, потенцијални инвеститори во туристичката индустрија, компании за производство на хотелска опрема и за софтверска поддршка на туризмот. Организаторот очекува оваа саемска манифестација да ја посетат околу 30.000 луѓе. На отворањето на саемот присуствуваа представници на Министерството за економија, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Македонија, Стопанската комора за туризам, Советништвото за култура на Република Турција, од каде се најавени 50 представници на хотели и презентации на здравствениот туризам, како и представници од Иран и Црна Гора. Во рамки на деновите на образование и кариера пак високообразовните институции ќе ги представат можностите за студирање во Македонија и странство. Прв пат ќе учествува и СМЕПИУС, агенција при Министерството за образование на Словенија, која ќе ги представи своите активности заедно со 4 словенечки универзитети од Љубљана, Марибор, Приморска и Нова Горица. Годинава ќе има представници од универзитети од Грција, Чешка, Турција и Бугарија. Ќе бидат застапени и многу програми и проекти на меѓународни организации од областа на образованието и бизнис секторот. Во складиште во словенечка фирма од местото Зрече, полицијата заплени 100 килограми кокаин. Барак Обама изјави дека исламската држава во Сирија и Ирак е во дефанзива. Научниците потврдија дека вирусот Зика предизвикува деформации при самото раѓање. Ова се вестите од светот.
Во складиште во словенечката фирма од местото Зрече полицијата заплени 100 килограми кокаин. Во истрагата словенечката полиција соработувала со повеќе земји, а се верува дека запленетата дрога на улица би достигнала вредност од околу 5 милиони евра. Дрогата ја пронашле вработени во складиштето во фирма и тоа во контейнер со минерален алуминиум оксид, кој фирмата го користи за производство пошто ги известиле надредените, а тие полицијата. Контейнерот бил нарачан од германска фирма која соработува со компанија од Бразил. Утврдено е дека контейнерот кон крајот на март пристигнал во Копар, а при царинскиот преглед не било утврдено нешто сомнително. Американскиот председател Барак Обама изјави дека коалицијата предводена од САД која се бори против исламската држава во Сирија и Ирак ја принудила милитантската група на дефанзива, ја намалила незината територија и ги убила клучните лидери. Варварската природа на организацијата го обединува светот и е јакна одлучноста на коалицијата да ги искорени терористите, рече Обама во кусото обраќање по состанокот со советниците за национална безбедност во седиштето на ЦИА. Исламската држава е во дефанзива, ние го имаме импулсот, нагласи Обама, пренесува CNN. Тој додаде дека САД и светот мораа да му помогнат на Ирак да ги стабилизира своите градови кои беа под контрола на исламска држава. Американски научници и здравствени службеници потврдија дека вирусот Зика предизвикува деформации при самото раѓање, вклучувајќи ја и микроцефалијата. Заклучокот е базиран во дел од серија испитувања кои беа направени во Бразил, каде илјадници бебиња во текот на изминатата година се родени со деформитети, што се совпадна со инфекциите предизвикани од вирусот Зика. Експертите меѓутоа предупредуваат дека овој вирус може да се пренесува и преку сексуален контакт. Досега во САД се регистрирани 346 случаи на Зика во континенталниот дел од земјата и сите се поврзани со некое патување во заразените реони. Кошаркарскиот клуб Куманово во оваа сезона бележи добри резултати во домашното првенство. Поголемиот број на кошаркари во екипата се од страна и тие се главни носители на играта, но исто така во екипата има неколку млади играчи од Куманово кои чекаат својата шанса. Катри телевизија разговараше со 17-годишниот Ѓорѓи Георгиевски, кој располага со голем потенцијал и представува иднина на кумановската кошарка. Ѓорѓе во кошарката е од најмалите години. Во тајните на играта го научи првиот тренер Игор Михайловски, на кого му е многу благодарен. Значи кошарката прво почнав да тренирам кај тренерот Игор Михайловски во кошаркарскиот клуб Михайловски. Значи тренерот тој ме вовлече во кошаркарските води, тој ме научи на првите чекори што ги направив во кошарката. Задоволен од третманот во кошаркарскиот клуб Куманово и неговите планови се да остане во екипата и еден ден да стане добар кошаркар. На 15 годишна возраст стигнав во клубот Куманово. Сепак сум задоволен од условите и напредокот е голем бидејќи тренирам со првата екипа на Куманово и има што да се научи. Па секогаш може повеќе. Мислам дека има многу време пред мене и треба да се вложи уште повеќе труд за да се биде се подобар и подобар. Истакна дека клубот во оваа година има големи амбиции и се надева на успешни резултати. Па како млад играч може и повеќе, немаме некоја голема минутажа ние, бидејќи оваа година нашиот клуб има многу големи амбиции. Мислам дека имаме и поголеми амбиции да стигнеме до финалето, па и да го нападнеме трофеот. Како што самиот истакна пред нашата камера, вели, спортот треба да го практикуваат сите млади луѓе, па затоа испрати порака до своите врсници. Треба да почнат младите да спортуваат, треба да се бават активно со спортот. Спортот им пружа многу здрав живот и им ги отвара вратата во животот, ако сепак успеат, но треба да се вложи многу труд за да се постигне до некоја цел. Ѓорѓи Георгиевски и понатаму ќе работи вредно и ќе чека својата шанса, а неговиот талент дава надеж дека еден ден ќе стане главна алка во играта на Куманово. Во вестите од меѓународен спорт издвојуваме. Кинески конзорциум заинтересиран да го превземе Милан. Екипите на Атлетико Мадрид и Бајерн се последните полуфиналисти во фудбалската Лига на шампиони.
Незадоволството на највачите на Милан од потезите што ги влечат Силвио Берлускони и Адриано Галијани е причина за повторно да се актуализира преземањето на клубот од страна на кинескиот милиардер Би Тајачебол. Според италијанскиот вестник Кориере дела Спорт, преговорите меѓу двете страни одново се активирани, а многу лесно може да се случи до почетокот на летово да биде постигнат целосен договор. Кинескиот конзорциум предводен од Тајачебол е подготвен да инвестира 600 милиони евра во заспаниот италијански фудбалски гигант, и тоа 300 милиони во текот на ова лето и уште дополнителни 300 милиони до јуни 2018 година. Единствен услов е од Милан да се повлече досегашниот прв човек Силвио Берлускони, кој во преговорите упорно бара и одредена функција. Ставот на кинезите по ова прашање е јасен. Берлускони од стартот на следната сезона да биде почетен претседател, а по нивното целосно преземање на клубот во 2018 година поранешниот италијански премиер да се повлече и од оваа функција. Останува да се види како ќе се одбиваат преговорите во период што следи, но едно е јасно, на Милан му е потребна свежа крв и во управата доколку овој клуб сака да се разбуди од повеќегодишниот сон. Во Мадрид екипите на Атлетико и Барселона одигра интересен меч, а домаќините сосема заслужено се изборија за пласа во полуфиналето. Во првото полувреме домашниот тим беше подобар противник и благодарејќи на таквата игра успеа да го постигне водечки гол преку Гризман. Во вториот дел Атлетико се повлече, а Барселона ја предвиде иницијативата и постојано напаѓаше, а имаше неколку шанси. Меѓутоа Атлетико успешно се бранеше и одолеваше на нападите на гостите, а точка на мечот стави повторно Гризман, овој пат со голот од 11 метри. Секако добриот печаток за овој напревар го расипа слабиот италијански судија Рицоли, кој судеше многу лошо на штета на двете екипи. Во Лисабон, Бајерн рутинирано е сочува предноста од Михен против домашниот тим. Бенфика, иако имаше огромна желба да го помине реномираниот противник, сепак германците беа пресилни за нив. Во секој случај, познати се 4 екипи кои се пласираа во полуфиналето, а тоа се Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Манчестер Сити и Бајерн, а жлепката за двојките е закажена за утре во седиштето на УЕФА. Во кошаркарската Евролига вчера значајни победи на домашните екипи. Во руско-шпанската преспетка екипата на Локомотива славеше тешка победа над Барселона од 66-61. Во текот на поголемиот дел на преворот Барс имаше постојано водство, кое во финишот не успеа да го сочува. Во вториот напревар многу лесна победа на Лабарол Куќа над Панатанаикос од 84-68. Гостите од Грција во ниту еден момент не беа достоен противник, додека Лабарол Куќа сосема заслужено оствари победа, со што и како Локомотива победува во серијата со 1:0. Во секој случај, сите домаќини во првите четвртфинални мечеви ја искористија предноста на домашен терен и се стекнаа со предност. Времето во Македонија сончево и топло, дува слаб до умерен западен и југозападен ветер. Во наредните денови времето ќе биде стабилно и сончево. Ова беше се што подготвивме во второто информативно издание за денес. Останете со програмата на К3 телевизија, имате пријатно попладне.